Рад се мијам за мирно да спијам. Добре дојде, драга учителке Јуле. Здраво, здраво, другарчиња. Здраво, Марија. Да се поздравиме. Здраво, Цветко. Денес почнуваме со кој предмет? Денес зборуваме за водата. За водата. Колку е важна за нашето здравје, за здравјето на растенијата, на птиците и на сите животни. Одлично, тоа е од предучилишна. Да, ние доаѓаме од градинка. Во градинката учиме многу нешта, а меѓу ова и за водата. Одлично. Почнуваме. Почнуваме. Ајде. Народната мудрост вели: чистата вода е половина здравје. Од чиста вода здравје имаме. Нечистата вода, нечистите раце, нечистата храна, нечистите плодови болести носат. Затоа денес ќе се потрудиме да научиме повеќе за водата. Пред се да видиме каде можеме да ја сретнеме водата во нашата планета Земја. Значи, ова е нашата планета Земја, другарчиња. Еве, ја гледате? Да. Значи, поголем дел од неа е вода, а многу помал дел е копно. Водата на планетата Земја ги сочинуваат големите води, океаните, така е, морињата, помалите води, морињата, да, после реките и езерата. и најмалите поточињата. Така е, значи тоа е водата, а копното е тука заедно со него водата да ја чуваме. Сега, нам ни е чудно и сакаме повеќе да научиме за како доаѓа водата на земјата. Значи, еве една природа. Така? Во природата, горе на небото се кој? облаците. Така, и Сонцето. Да, така. Во пролетно време, еве како вчера и денес, многу често врне дожд и снег. Тие полека паѓаат доле на земјата, паѓаат и во реките. Отамо, со помош на сонцето и сончевата светлина, посебно топлина, водата испарува и таа полека се качува горе и повторно во облаците. И ова се кажува дека еден истош врне. Се нарекува кружно движење на водата. Сега, за да си повториме какви све видови на вода, кажавме дека големите води се Океаните. така и во нив живее посебен свет прилагоден на таа вода. Цветко, дали знаеш во океаните каква е водата? Солена. Така е, значи сите овие животни, сите овие риби се научени да живеат во оваа солена средина. Тука се и бродовите доаѓаат и како може оваа вода да остане чиста. Со тоа што нема да се загадува. Така е. Тука се бродовите загадувачи кои што многу често знаат да направат грешка, а сето тоа се Знае негативно да влијае на морскиот цвет. Така, негативно влијае врз морскиот цвет. Да. И тогаш настанува разболување и уништување на рибниот фонд и на целата сфера. Потоа имаме во нашата република Имаме езера. езера. Ајде да видиме кои езера ние ги знаеме. Охридското, Охридската. Преспанското, Дојранското. Да, тоа се трите наши прекрасни езера во кои што има каква вода? Цветко? Вода, не солена. Несолена вода, така е. Значи, рибниот фонд во овие езера е различен од рибниот фонд и од целата сите нешта од големите морења до океаните. Сите овие риби се научени да живеат во водата на езерата. На езерата, И токму погледнете така. сега. Марија, што гледаш овдека на песокот? Овие другарчиња што прават? Прават пикник. Така. И Се сончаат. се сончаат. сончаат. На плажа си седат. Друга? Имаат топка, се спремаат да играат некоја и игра. нешто си грицкаат. Си грицкаат. И И тука гледаме една канта за отпадоци. Но гледаме тоа, дека тоа.
има и доста пластика надвор од таа канта. Значи, За жал. отпадоците се фрлаат на вистинското место, во кантата за отпадок. Ова е грешка и треба да се поправи. Апсолутно. Да. Сега ја одиме понатака во помала вода во нашата татковина е реката или изворчето. Покрај неа кој е? Дојде. Покрај неа гледаме Животни, птици, Мече, инсекти, зајче. сите тие, па да, животни, птици, Да. и сите тие се дојдени овдека, што мислите? Да пијат вода. Да пијат пијат вода. вода. Значи, Да. водата ни треба и нам, на живот, на другиот жив свет, и на дрвата, и на растенијата, и на животните, и на инсектите. Затоа таа е потребна за живот. Без вода нема живот. Е, сега, кога зборуваме за децата, за доброто на децата е чистиот свет. За доброто на децата е мирислив цвет. За доброто на децата е чистата вода и доброто здравје. Науката што се грижи за чиста средина, чиста вода е екологијата. Аха. Да. Ова е знакот за екологија. Значи, зеленото јаболко е знак за екологија. Додека црвеното јаболко, значи, ова не е екологија и треба да се поправиме. Поправиме, така е. Да е. направиме еколошки акции за да бидеме ние мали екологисти. Еве овдека имаме една река. Што мислите вие? Вау, колку ѓубре има во реката. Многу Отпадоците ѓубре, да брате. Отпадоците да ги оставиме така во реката да се иседат? Не, туку да ги собереме. Сакате да бидете, да ни Да, помогнете, да да. бидете мали екологисти. Повели. Значи, секогаш отпадокот, било што користиме хартиена кеса. Кесата направена од пластика не е еколошка. Повели Марија? Марија ти секогаш собираш? била голем екологист. Да, Така, јас Марија? правам екопатрули во мојата зграда. Да? Што ќе собираш ти, Марија? Во твојата торбичка читај. Пластика. Повели Цветко? А јас Што во ќе мојата торбичка ќе собирам хартија. Ја. Повелете, ајде да видиме. Прво јас. Ајде, Марија. Пластика. Марија, собирај. Сега може јас. Додека Марија собира, Еве, пластиката. Пази да не се намокриш, Марија. Уф. Еве. да, Еве, тука би- хартија. Добра. Браво, Цветко. Вие, значи, бевте умни, паметни, добри екологисти. Да. А за да разбереме зошто сега го собиравме овој отпад, ние ќе се подсетиме на овој знак. Ова е голем еколошки знак. И значи, собирај, сортирај и рециклирај. Ќе повториме. Собирај, Сортирај. и рециклирај. Дали ние првото го направивме, собиравме? Да. Сортиравме? Да. Како сортиравме, Марија? Епа, еве јас. Посебно е ставена Посебно пластиката, а ставена посебно е хартија. хартијата. Тоа е сортирање, Да. а сега следи третата фаза. Рециклирање. Ајде да видиме сега што можеме да направиме од отпадот. Ајде, Марија. Еве тука што што си нашла во реката Вардар. Па, ова, јас сметам дека... Знаете на што ми личи? Да, повели. На аквариум. Ајде да видиме. Ете, од тоа можеш да си направиш аквариум. Да. Добро. Или држак за моливи, да си ги чуваш моливите, Да. моливчињата. токму Кутија така. за моливи аквариум. Гумите, моливите, пенкалата, Или- се може да Значи, стои многу внатре. Или нешта. кантичка Да. за отпадоци. Да. И сега, претходната активност, јас и Марија правевме риби од отпаден материјал, кој ги закачивме на ова стапче. И сега Марија повели да си ја довршиш активноста. Што ја правевме минатиот ден. Каде е твојот аквариум? Еве во мојот аквариум. Добра. Може и малце понапред. Да. Ајде да Еве видиме ги сега рибите Цветко како што пливаат. собра. Јас собрав карти. Еве, Да. ова е картонска Добра. некоја кутиичка. Што мислиш што можеме да направиме од таа кутија пример? Па од нејзе можеме да си направиме, еве, нешто вака како
и кебана да ставиме нешто. Може. Друго нешто што можеме да направиме? Па не знам, можеме да си шапка да си направиме. Може, да. Друго не знам што може. Можеме да ги сортираме тетратките по математика. Да. ни стојат овде. Да. А што мислите, дали можеме си направиме едно наше мало езеро? Езеро? Да. Сакате? Да. Ајде. Како се прави? Еве, Како се прави тоа езеро? еве, значи ова е доле дното. Вау! Добро. Да. Еве ги Цветко рибите. Внатре стави ги. Значи рековме дека Вау! Езерските животни. доле на дното ракчина, има жив рибчина. свет. Во реката и во езерата, во морињата, интересно во ова. океаните, песок и Да. разни. Еве во реката што све има. Има и Ракчиња, Ракчиња. рибчиња. и мали школчиња, некош и камчиња, и песок, и треви. Но има и шишиња, пластични шишиња, Да. отпадоци, има секакви работи кои што луѓето ги фрлаат во реките и во езерата и тие остануваат. И тоа воопшто не е убаво. Да. И сега што мислиш, кој знак ние тука би го ставиле, Цветко? За тие што Марија фрлаат, зна? Знам. Црвеното Добра. јаболко. за тие Да, што така. загадуваат, Да. сигурно овој знак. Ајде, најди го, Марија, овде кај тој знак, извини. Еве го. Еве го. Да. Стави го таму кај загадената река. Значи следното Еве. е, па тоа е таа наша загадена река, ве молам. Да. Ние сега покажуваме дека ни е загадена, Така. а сега ќе покажеме и дека можеме да ја Исчистиме. Изчистиме. и сега Да. од отпадот можеме нешто да направиме. Ајде сега, еве ги вашите јадици, со што се ловат риби, ве молам? Опа, јадици, Да, ќе ќе ловиме се търси. риби. Да, ќе Ајде, си играме Марија. мал надпревар, ловење на риби, повелете. Еве, застанете. Ајде, Овде. ма. Ајде. Добро. Опа! Опа! Фативме иста Чекај. риба. Чекај да видиме. Вишти ја. Yes! Леле, две риби фати, Марија. И ќе ги ставаме во ова, со рака фати, Да. во садот пред тебе. Овде? Да, да. Опа! Таму. Пати фракче. Пати фракче, Марија. Да ти помогнам? Пази Со да рака, штипне. со рака Ау! можеш. Пази. Оп. Ајде, побрзете, часовникот. Еве уште. Ова е интересно. Многу Знаеш дека е интересно. Интересно, види. Опа. И јас фатив ракче. Одлично. Еве уште едно. Па Добро. да оставиме малку сите рибчиња и ракчиња ги фативме, А што, Марија. готова собравте? Па Не. да оставиме уште некој. А да си- видиме Уште кој едно. кој Ги собрал вратиме повторно повеќе. назад во водата. Кој собрал повеќе, ве молам да видиме. Па заедно ги Заедно. ставаме. Па ние Како ќе заедно. броиме? Како ќе броиме, ве молам? Па ги Ајде. памтиме. А, ги па. Ова е моја. Добро. Овие се Не мои, си значи фер. јас Значи победи. не си фер. Значи победи. Па не си фер. Добро. Ешено. Ете и заедно. Значи, сите сме победници, тука Да. нема што. Така е. Сега, значи зборувавме за рибите, а сега да видиме, може да ги оставите тие. Добро. Игра пантомима. Пантомима? Да, да Пантомима да видиме изиграме. човекот зошто ја Ајде. користи водата. Кој ќе чита? Јас да читам? Ајде. Мојде? Да, Ајде. може. Еве, ќе излечам една. Ама Марија, ти треба да читаш. Ајде, За да ќе му читам. покажуваш на Цветко да погодува. Ајде, важи. Пантомима, знаете како се игра пантомима? Да. Ајде, Марија. Топка? Не, ајде. Нешто, зошто човекот... Се јаде? Се јаде? Да. Овошје? Јаболко. Јаболко? Чешма? Миеш? Јас го мијам јаболкото? Ти го Да, миеш јаболкото? да. Миеш овошје? Миеш јаболко? Да, Миеш точно. јаболко. И го јадеш. Yes, јадеш. Супер. Значи, без да го измиеме јаболкото, ние не можеме да го изедеме. Одлично! Следно. Следно. Ама на паузичка да направиме, мислам дека сме готови. Ајде уште едно на брзина. Ајде. Ајде. Кажувај. Сецкаш. Сечаш. Спремаш. Што? Салата. Овошје, зеленчук. Храна. Да ти помогнам. Имаме доручак, Ручек.
Така Ручек е. спремам. Така е. Yes! А може ли на брзина, Цветко? Мијам Добро. лице, раце, Се бањам. се бањам. Да. И еве го вашиот заслужен знак. Вие сте на вистина добри екологисти. Повелете. Благодарам. Дечки, се гледаме Побеле, понатаму, да. сега одиме со мал джингл и продолжуваме со наставата. А јас го добив овој беч за екологист. И јас добив беч. Уху!